Без да си подадат рака, производителите, откупувачите и преработувачите го завршија состанокот за откупната цена на пченицата. Преговорите продолжуваат наредната недела, откако ќе се направат анализите колкови ќе бидат приносите на пченицата во регионите и најголемите житници Пелагонија и Овче поле. Гоце Серафимов, подпредседателот на Асоциација на земјоделци, не е оптимист за откупната цена на пченицата, што треба да се договори. Состанокот помина, меѓутоа не се ништо договоривме горе-доле, ќе остана за следниот понеделник па да имаме состанок, да видиме отприлика по региони колку би имало принос и цената што ќе биде откупната најверојатно нема да биде добра за нас земјоделците, меѓутоа ќе видиме у договор со министерството ќе тражи од никаква интервентна мерка нешто да се допуне. Иначе силосите може луѓето што ќе жнеат више да носат и да складират у силосите, натека цената ќе се види кога ќе види и како ќе види. Откупната цена на пченицата останува и натаму непозната, потенцираше Серафимов. Производителите, откупувачите и преработувачите пред судниот збор треба да го кажат наредниот понеделник. Во моментот нема цена, има од ланската, меѓутоа има од лани уште за останато пченица по силосите, така да отприлика одеше околу 12 денара до скоро, збориме за ланската. То за овај годишната реколта се уште немаме цена и ќе видиме наредниот понеделник што ќе се договориме. Беа повише здруженија, откупувачи имаше, преработувачи, министерот и некои служби од министерството. Имаше професори кои се. Се уште не е издезено со закон дека мора да се одреде производна цена како што е за гројзото, да речеме. Инаку Серафимов вели дека земјоделските здруженија со измени на законот бараат пченицата како стратешка култура да има производна цена. Лани откупната цена на лебното зрно беше 12 денари, а годинава земјоделците сметаат дека договор треба да биде да не е под 16 денари за килограм. Во Македонија во просек секоја година се произведуваат околу 250.000 тони, а годинава во одредени региони ќе има и потфрлање на приносите.